Дали има проблем со моторот, со менувачот? Не. Вадење на лепенките, веќе дел од нив извадив. Ги купив оригиналните Абарт лепенки кои што му стојат тука. Овие мора да ги исчистам напред. Му направив пукна црево за глицерин од предна десна. Да, во претходната епизода објаснив што се има за средување на бубу. Имаше доста ситници со кои што треба да започнам, но секако прво и основно пред да дојде пукањето на цревото беше да земам пробни таблички, додека чекав да се средат сите документи и потоа да го регистрирам, а со тоа и да ги поставам табличките. Иако му изгледа многу поубаво вака, но по закон мора да големате, да не ми стои веќе горе, си купив држачи, благодарение на Tuning Slavia. Си купив држачи за таблицата, веќе позади имам такви, бидејќи швајцарците ми дадоа вакви држачи. Тоа стана збор за еден ваков држач кој што таблицата нема да ставам на ваква пластика, а нема ни да лепам, тука ќе си стои на овие држачи, ќе биде многу културно и да не ми штрчат вакви црни пластики од страна. Швајцарците ми дадоа мене вакви држачи, бидејќи позади веќе ги имам. За напред се истите, да, но разликата у големина е каква, бидејќи кај нас нели се малце поголеми. Поставувањето на држачите треба да биде брзо и едноставно, ама треба да биде, бидејќи со невнимавање може лесно да се скршат, затоа внимавајте. Нормално тука треба и малку да се зачисти пред да се постават новите држачи и после на крај да се постават самите таблички. Тадам, еве, не е баш така лесно дека само треба да клапне во ова. Мора малце да се употреби штрафцигер. Осмица, добро, конкретно кај мене беше осмица и тоа е тоа. Сега веќе изгледа поубаво. Сега следно што треба да се извади е лепакот тука, не знам колку можете да видите, и лепенките овде доле. Овде стојат тие звездичките што ги спомнав, но лепакот не се извади целосно, така да останува тоа го исчистам и овие доле да ги извадам. И последно перење, дефинитивно. Искрено, за вадење на овие лепенки се изнаслушав на различни начини на чистење, но на крајот најбезбелно и најлесно ги извади со малку топла вода, нежно со крпа и се вадат без никаков проблем. Без да остане лепак, но за жал колку да се внимава, со вака стар лепак бидете свесни дека доаѓа до одредени гребаници кои се вадат само со полирање. Од тука проложив со Абарт лепенките кои да долж целите страни и се поставуваат над самата линија на вратата и крилото, но да бидам искрен, кога ставив за да видам како изгледа, нешто не ми се допадна многу, ми дојде премногу црвени нападни детали, за на крај да одлучам да ја извадам и можеби да најдам некое друго решение за тука. Што мислите вие? Да ги поставам, да оставам без лепенки да биде или да најдам нешто сосема друго? Да, после ова фатив да менувам дел од филтрите. Не со цел да намалам на трошоци, да не плаќам работна рака, тука што ми е кејф сам со татко ми и брат ми да си работам. Искрено се изненадив кога видов дека претходно му поставиле KN филтер кој го исчистив, ама сепак се одлучив да го поставам сега новиот филтер од Blueprint, а ќе го чувам KN-от за некоја друга прилика. Односно, сами сменивме филтер за воздух и за полен кој е малку понезгоден за менување, бидејќи е поставен веднаш зад пластиките од централната конзола, ама под самата шал табла. Стариот не беше многу валкан и добро е што претходно стварно се грижеле за него, а сега му поставив карбонски кој дополнително штити од оние надворешни влијанија. Пред да дојдем до некои други ситници кои ги купив од тему, да се вратам на неговата проверка во сервис за подвозјето, амортизерите, кочниците и што се не проверив. Со што решив само да купам нови кочници, бидејќи суспензијата гледате дека комплетно нова, дека се искористени апсолутно добри, квалитетни продукти и секако на крајот доаѓа купувањето на нови гуми, бидејќи скоро секој пат кога купувам нова кола, купувам и нови гуми. Нормално тоа е кај моите пријатели од Мотоцентар, кои секој пат го имаат најдобриот избор. Се одлучив за рекенд кој што се сосема солидна гума за буџет. Не земам поскапо во моментов, бидејќи овие гуми 90% од времето ќе бидат возени исклучиво во град, каде не ми требаат спортски перформанси од гумата, туку добро кочење, управување, мекост и истиснување на вода во овие средини. А тоа рекенот за тие пари ми го нуди сосема солидно, искрено. Инаку го купив со нови зимски пирели кои сега топки ми дојдат за зимова, а да додадам и дека ги проверивме и бандажите за исправење, бидејќи имав едно мало тресење на волан, што на крај искочи дека не е од бандажите. И сега можам да продолжам со единствената работа која ми извади од памет.
односно почнав да приметувам минимално димење во одредени моменти и преминувањето на филтрите видов дека всушност интейк цревото е скинато. Да, тој им било една мана и ги менуваат со силиконски црева, но додека нарача ми стигне таа, со татко ми најдовме начин да го залепиме старово црево со супер лепа кисода бикарбона. Тоа е еден стар начин на лепење кој еве го до ден денес гале нема и веќе немам никакви проблеми, нема чадење, нема димење, а за среќа при отварањето проверев и самата турбина која е стакло, ниту луфта, ниту да има некои пак други знаци да покаже. Тоа се бараше. Да, сега ги сменив оние ситници од тему, како малите триаголници кај ретровизорите кои има распаднати кедери, исто така капачињето од резерварот за средството за стакла, како и самиот клуч. Мали ситници, ама значат искрено многу бар за мене, бидејќи тоа се работи кои влегуваат први во око. И тука доаѓа уште една работа која не беше планирана, ама конечно стигна и последниот дел за Бубу. Сега заедно со Жики ќе го смениме. Работи моментов бидејќи долго време не работеше Бубу, се седеше тука паркиран, ради штопчето што е скршено и ради кошниците, ради сите други елементи. Но се надам дека ова е последниот дел што е тука за Бубу и после тоа ќе биде финито. Иначе се скрши овде бидејќи падна моторот на него, кој забелја баш тука, а и за среќа што само таму, така да сега ќе го смениме и после тоа може едно кругче со Бубу. Но последна работа всушност беа кочниците, напред, назад и она фамозно црево кој се скина при снимањето. Но еден ден работа кај мајсторот и тадам! Еве го Бубу конечно после толку време. Фати беше време да се направи се тоа од причина што работата ми е таква и многу малку време трошам со него искрено да го возам, а сакам се тоа што ви го прикажав до сега да го правам јас, онолку колку што можам и онолку колку што знам, бидејќи нели тоа е целта, ние ентузијастите помалце си чепкаме на самите наши коли и искрено ми е кеф и кога со татко и со брат и јас сам ќе си чепкам нешто што ми е кеф, што го сакам. И технички тоа е поентата, да, ова е проект, иако се доближам до моментот кај што стварно не сакам да дојдам, а тоа е до негово продавање, но пред да го продадам дефинитивно ќе го изнавозам и тоа ќе го гледате многу наскоро во некои нови епизоди кај што ќе започнам со некои дружби со него. Но поентата е тоа, да проведеш време, да се дружиш, да се запознаеш со возилото многу повеќе, да имаш многу поише заеднички моменти и да едноставно да си го направиш кејфот, а со Бубу и тоа како си го направив кејфот. Сето ова до сега што го направив, искрено не е страшно да пројде многу време, но не е ништо од тоа сериозен дефект. Мислам, немаше никакви дефекти да чукнам од дрво, но работата е што ми изненади колку е ефтино всушност да имаш абарт за одржување. Многу ефтино. Да, можеби во споредба со Фроги од претходно, абарт е апсолутно џабе за возење, но Fiat 500 е на крајот на денот, ова е Fiat и сите делови се многу ефтини, многу лесно се наоѓаат, кој ќе ви излаже дека за абарт не може делови да се најдат. Сега за Бубу останува да се испере, јас реков дека ќе го исперам пред да го снимам, но времето е такво какво што и сега ќе го исперам и ќе го однесам на хемиско, бидејќи што тоа ми останува хемиско и полирање, сакам да биде цакум, палкум, можеби керамика ќе му ставиме, ќе видиме со Пепи како ќе стои со време, но сакам Бубу да биде дефинитивно најдобриот абарт на пазарот. И се тоа што го направив, регистрацијата, сите овие трошоци сега што ги гледате од страна, сето тоа се работи кои што се редовни. И сервисот, и големиот сервис кој што го направив за секој случај, сето тоа е од предострожност и од нешто што редовно мора да се направи. Не е дека Бубу бил запоставен. Но, она што сакам да го кажам со него е всушност, зошто кажав дека ќе му кренам вредноста, бидејќи гледате на колку ситни детали луѓето не внимаваат и јас успев да го купам ефтино, да потрошам малку пари за да му се крене вредноста, бидејќи пазарната вредност во моментот му е некаде околу 14.000 евра. И тоа ми ја дуплира мене вредноста, иако да, потрошив одредена сума на пари, но ми ја дуплира вредноста едни мали ситници кои што не ме коштат нешто драстично и плюс за да имам едно добро возило сериозно, треба да се направи тоа. Има уште некои работи кои што ќе ги правиме заедно со Бубу и нешто што открив неодамна е дека всушност
Ова е Fiat 500 Abarth, нели ви објаснив има 595, 695 и така натаму, но интересното е тоа што дознав дека ова е всушност SS верзија, односно SS. Тоа значи дека фабрички си ја има мапата од 160 како Fiat 595 Abarth, кој што од поновите години, како тука 2012 и така натаму, ги имал претходно другите бандажи на оригиналните на SS, ама се сменети од 595. Ова е верзија која што има многу повеќе опрема за разлика од класичните 500-ки, па и одредени 595-ки. Така да Бубу е дефинитивно возило кое што е многу поразлично од она што се нуди во моментов на пазар, не дека е мој. И очекувате дека наглас можеби ќе го најдете, можеби ќе има малце повисока цена, ама нема така лесно да се откажам од него, бидејќи сакам да направиме многу дружби. И ќе има, затоа направи subscribe. Кажи ми дали со сите овие работи стварно сум му ја кренал вредноста, иако ќе има уште многу други работи пропратно кои што ќе дојдат кај него. Не знам, вие кажете ми што друго треба да се направи. Нешто ми фали, како што кажав, ми фали да се додаде некој детал, но пиши ми ти во коментар, кажи ми колку му е крената вредноста на него и што све друго сакаш да правиш. Да правам со него, да правиме заедно. Така да направи subscribe, бидејќи веќе за неколку дена ќе гледаш епизода со Бубу и нешто друго моќно и многу повеќе такви епизоди ќе има многу патување. Така да, subscribe, коментар, сподели го видеото, бидејќи стварно ми значи твојата подршка и со што мислиш дека можеби треба да се замени Бубу, ако уопште треба да се замени. Чао!